Поштувани гледачи, ова се минутите за граѓанскиот форум. Ми се чини дека најпрестижна тема денеска за дебатирање е кој и на каков начин ќе се справува со криминалот на белите јакни. Се очигледно заминува во архивите. Кати Сејанева ќе се биде под чадорот на државниот обвинител. Дали е тоа конечниот крај на битката за процесирање на делата кои произлегува од прислушуваните разговори? Дали новите законски решенија за СЕО, за кои ќе треба двотретинско мнозинство, што значи и опозицијата да се изјасни, ќе донесе некаква разврска околу едината на специјалното јавно обвинителство. Има многу дилеми и мојата прва реакција е како на сето ова ќе реагира инаку непоправливиот Јово Вангеловски, председател на Врховниот суд, чие начелно мислење ја блокира комплетната битка околу епилогот на процесираните кривични дела. Со тоа начелно мислење, Врховниот суд стави крај на сите дела што се процесирани од СЕО по завршувањето на мандатот определен со фиксниот датум 27 јуни или 17 јуни 2017 година. И сега прашањето ви е дадено, можете да го преформулирате, можете да си ги покажете и прикажете своите јавни дилеми. Јас ве очекувам. Нашите телефоните за контакт ви се познати и ви велам добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Добро вечер. Не изморија со силни договори околу СЕО. Па денес слушам дури договор меѓу ДУИ и власта треба да има околу пописот. Па во тој попис треба да има заведено колку граѓани има во земјава, колку говеда, овци, свини и остали животинско царство. Каков криминал, какви бакрачи? Криминалот останува да се расчистува само со опинците, а со белите крагни никогаш нема се расчисти во оваа држава и патот кон Европската унија ќе ни остане само сон со вакви политичари. Добро. Тоа би било од мене. Благодарам многу, кратко, јасно и прецизно. Добро вечер за следниот гледач. Дали тоа се премислувате, се замислувате и дали воопшто сакате да коментирате нешто зашто речиси едно 5-6 месеци, може би повеќе, низ кулуарите се зборуваше во политичките кругови, во дипломатските рамништа се преговараше што и како да се скрои со специјалното јавно обвинителство. Неговиот мандат завршува после 5 години од како е формирано, но во јавноста се поделија мислењата околу тоа дали натаму СЕО може после 2017 да процесира кривични дела што произлегуваат од прислушуваните разговори. Со новите решенија, тој обем на ангажман е продолжен до 2020 година, со таа разлика што прислушуваните разговори не може да бидат веќе дел од доказите. Режи, ја ќе ве замолам малку една водичка да ми дадете, да не загрцнам од овие мои дилеми и... Добро вечер. Добро вечер. Дало. Поздрав до сите во студиото. Добро. Би сакала накратко да кажам, како една од оние што маршираше во револуцијата и во одбраната на СЕО здушно секојдневно, без пауза малтене, без при тоа да се експонирам и да барам некакви си бенефити од општеството што ќе дојде после револуцијата. Јавно сакам да кажам дека имам чувство дека револуцијата ми е украдена, дека тоа што го бранев максимално ме изневери и дека сето тоа се претвори во една
фарса, која што само некому послужи да дојде Се извинувам. испадне онаа народната сјаше мурто да узјаше курто. Благодарам. Ви благодарам на сослушувањето и секое добро. Има една позната постсоцијалистичка аксиома, а тоа е дека револуцијата ги јаде своите деца. Дилемите се безброј, очигледно дека баш и не сте многу вољни за разговор. Особено ако го редефинирам прашањето со малку поголема доза на оптимизам. Ново обвинителство за нови битки со криминалот, например. Во рамките на државното обвинителство, паралелно со издвоен, односно со разграничување меѓу секторот за организиран криминал и секторот за откривање и битка против криминалот во високите кругови. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Да ве прашам. Имате многу силна реклама за Инсайдер. До каде ви е таа емисија и кога ќе биде емитувана? Сакаме да слушнеме. Зошто го станавте? Инсайдер, првото досие е објавено. Го слушнавме? Второто веќе се подготвува, цела една екипа работи. И кога ќе биде? Па јас се надевам по тоа што разговараме меѓу колегите дека за тоа дебело досие ќе треба најмалку 1 месец подготовки. Значи после месец. Не, Добро, тоа ќе инсайдер дури ниво овој тип на емисии, дури ниво многу по софистицираните телевизии и опремени со екипи и со истражувачки тимови не се емитува од недела за недела. Добро, во ред. Ако ви задоволува, ви благодарам. Ако сака да Значи не коментирате, отстапувате. Не, значи не отстапувате. И ке има? има сигурно, зашто знам дека следното што можете да ме прашате, Да? дали некој ни го забрани и дали ние се уплашил. Не, добро, во ред. Значи ќе очекуваме. Да. Се надевам дека не сте исплашени. Добро, ви благодарам многу. Имајте убава вечер. Пријатна вечер. Добро вечер. Џабе ми е оптимизмот. Ало, Да, проверете. добро вечер. Добро вечер. Ова игра играат и едните и другите. На кого му смета сега специјално во јавно обвинителство? И на двете партии им смета. Сега на Не, чекайте да дефинираме на кои две. Од власта или и на власта им смета, и на опозицијата. Добро. Зошто викам на власта? На власта треба да покрени дела против ДУИ. Ако покрени, може да се тргне од власта да падне власта. Тоа е од една страна. Друга страна, се плашат за пописов, да излезат да направат реален попис. Го слушам вечерва пред вас директорот на статистика, не му ни дал ни овци да пасит. Он не да разговара прво. Прво, значи, планинава Орманов, ако го попишуваме, треба да напишеме што има внатре. Даб, Лука, Дрен, Трње и Тиреков ми рече. Он по јазикот се ги попишувал. Или не требало вака да чекаме луѓе. Дај нека се попишат сите мацинства, кои што се, кои се, колку се. И сега тука играат некоја игра за пописов, да не дојде да има попис. Зошто? Ќе се изберат албанците многу помалце, се плашат рамковниот договор да не пукнет и затоа го влечат ова, затоа не прават попис и ВМРО не правише попис, овие истото го наследуваат. За каква држава зборуваат? Низ која магла одат? Срамота ова што го прават. Ја не знам, види, политичариве не се криви. Убаво си терат. Народот е крив. Ова се народот го прави, не политичарите. Кога седат дома, не излагаат на гласање, да мавнат, да ги сплескаат треба. Да не им текне, утре да се фатат за политика. Познавам еден политичар и една негова изрека која е близко до вас.
но една перфидна парабола, а тоа е дека народот и кога греши има право. Точно е тоа. Народот и кога греши има право, ама народов не мрда од лежајот од дома не излагат. Еве, еден просек, една статистика да се земи на погласањево како се движиме, колку народ има неизлезеност. Тука е најголемиот проблем. Али сега, нека слушаат сите и нека станат, нека изгубат 15 минути да излезат да гласат. Оти ова власт сега, јас бев во шарената револуција во првите. Ова власт сега викам дека шаренава револуција треба да продолжи и од другата страна од СДС да излезат и од ВМРО да излезат поштените и да направат пак шарена револуција да е турнат ова власт. Иначе до кај ќе одиме вака? Ова страмотилуција. Јас мислев дека нешто ќе се оправи, ништо. Нити инвестиции има, нити ништо не дишит. Тротоарчиња се копат порано, ромите трча по улиците, по шахтите ги збира. Сега овие трчаат тротоарчињата ги прават. Па наравно што ќе ги направат тротоарите, па камењето ги остават во тревата, не може луѓето да косат там во трева кој ќе дојди. Но што личи то? Какви домаќини се? Ја не можам да разберам. Има паметни луѓе, ја не знам што не става. Не им одговара то. Не сакат тие умни глави кои можат општеството да го водат, развој да има. Да ви кажам право што се однесува од умните глави, ако судиме по дело од најумните студенти и начинот на кој ѓубрето го изфрлаат преку прозорите, а исто така и значаен дел од Скопјани во Новоградбите кои им е тешко да се симнати во контейнери да ги стават кесите, тогаш мислам дека не сум сигурен на моменти дали и заслужуваме ваков град. Па кога не заслужуваме? Добро ви благодарам многу да не на вашиот гнев да не се придодавам и јас. Добро вечер. Режија брзи прсти, ајде да видиме следниот. Добро вечер. Ало, може да се збори? Може, повелете. Па добро. За ова, за СЈО, ја не знам зашто се платени овие од ОЈО. Зашто зимаат плата кога мора да постои СЈО. СЈО беше со некоја намена од неколку години, 2-3 години максимум да биде, за да ги згони криминалите од овие 11 години што рушум правеа низ држава. И сега мислам дека треба тоа веќе да се стиша и да си ги преземе работите ОЈО, бидејќи ОЈО треба да биде нешто што треба да спроведи закони, правила, прописи во државата, да гони криминали, да тому е работа, ја не знам како така врз него сега треба да биде пак и понатака СЈО. Ние имаме у самото ОЈО криминалци невидени. А и кој што гледам и према оној од Врховен суд, гледајќи го славното искезениот, гледајќи го како само се смее, како да не кажам како што, можам да замислам искуството како ни е катастрофа, Него среќа што дечко вчера, дечкото Филип Рикер дојде, па малку им бапна по неколку воспитни на овие тука нашиве, пак почнаа да забегуваат. Затоа е дојден човекот тука, не знам до кога ќе биде, ама пак ќе се врати тој, ако почна да мрдаат. Ја мислам дека Атер за него и СЈО обстојува тука во државата, ако овие би го драге волја скинале тоа СЈО, тоа што им смета, не можат да пипаат, да имаат тие дугачки прстиња, да пипаат ваму тамо по паричките во државата. Немам друго што да кажам, поздрав, пријат. Ја гледам низ Facebook реакции, нема смисла да ги читам. Добро вечер за следниот гледач.
Поштовани гледачи, Слушам. да, добро вечер, повелете. Во врска со измените на Законот за специјално јавно обвинителство, предложени од страна на владата на Република Македонија, би сакал да истакнам дека ваквите измени предложени од страна на владата на Република Македонија се во спротивност со Уставот на Република Македонија и редно време е да Уставниот суд на Република Македонија се позанимава со оваа проблематика. Во услови кога владата на Република Македонија носи закон, предлог на закон кој треба деновиве да помине во Собранието на Република Македонија, а при неспорен факт дека од страна на Врховниот суд на Република Македонија донесено начелно мислење по однос на тоа дека специјалното јавно обвинителство имаше даден определен рок во кој што можеа да се поднесуваат обвинителни акти и да се водат истражни постапки. Сега со измените на законот се предвидува да се продолжи мандатот на специјалното јавно обвинителство, што значи дека овој закон ќе има ретроактивно дејство. Уставот на Република Македонија предвидува дека законите во Република Македонија не можат да имат ретроактивно дејство, освен ако се поповолни за граѓаните на Република Македонија. Што значи дека ваквите измени на Закон за специјално јавно обвинителство и во случај да бидат донесени, ќе бидат оценка на Уставниот суд на Република Македонија, доколку сака да се позанимава со нив. И мислам дека владата и Собранието на Република Македонија, пред да ги донесат измените, треба сериозно да размислат на оваа проблематика. Дали ваквите измени се во согласност со Уставот на Република Македонија? Добро. Во секој случај, првите коментари ќе ги видиме во текот на утрешниот ден, кога интегрално јас денеска се обидов да го прочитам, се разбира не во детали, но на одредени одредби, но како и да е, во старт се гледа дека ќе има реален, ајде да не кажам поинаку, политички судир со концепцијата како да се спречи Јово Вангеловски и неговиот Врховен суд или Врховниот суд на Македонија, на Северна Македонија, да ги отвори вратите во битката против криминалот, наспроти обидите да бидат заштитени некои приватни, јавни или други познати фаци кои се огрешиле од законот кога се работи бар за финансиски малверзации. Добро вечер. Добро вечер, Шомо. Ало? Да, повелете. Ме слушате ли? Да. Фала Богу. Добро, ја од тетово се јавам, пошто вртим, едва ве добив, значи. Ве ценим многу вас, као водител, а и Саша Тордановски исто го ценим. Сега, за ова ново СЈО, ја не знам Заев уопште што мисли и што сака да прави. Он некако многу обеќаваше, многу некои работи ги кажуваше, а уствари испадна ништо од неа. Обеќаваше многу работи, а ништо само не лажеше. А ние, например, идевме на демонстрација, правда, нема мир, не знам што вамо тамо. Он сега, например, ги работи некои работи, сосема друго. Он Јово Вангеловски го чека, уште го чува тамо, не знам што, лево, десно. Он гледа све се работи поинаку. Сега, тоа доста е. Сем друго да кажем. Он, конкретно, зборим за Заев, нека не мисли дека албанците му дадоа толку у првиот пат. Сега, Бога ми, да ви кажем право, пошто ја знаем и албански, и турски, и германски. И живим овде више, јас сум 74 годишен граѓанин, стар сум, доста сум возрастен. И да ви кажем, дека сега, например, албанциве, се конкретно за денеска што се случи со ова, дека ги сака да ги спаси Дуј. Бога ми, мало ќе видимо, ќе биде мало морген, пошто албанциве многу се свртеа против Заева, и не знам што ќе биде.
И кој знае, не знам, не верувам, пошто јас нон-стоп сум со албанци овде и турци и знаем работава што е, како е. Али, да ви кажем право, тешко ќе му биде на заева, пошто многу не излажа, многу не ветуваше, а многу ништо не направи. А ние сироти трчај тамо, нема правда, нема мир, а Јово Вангеловски ги пушта тие лоповите, што украдува милиони тешки, а например, да кажем за Груевски, да ви кажем право, Оливер Спасовски, да му дадемо едно пиле смрзнато, ќе му избега. Да ви кажем право. Пошто тој нема поима од милиција, бе. Нека остае Богоевски тамо, нека биде Богоевски да видимо што ќе рече. Чомо, извини, малу дрзок бев. Добро, ја дозволувам кај секога емоции да има. Па се, фала Богу сега. Тоа е тоа. Добро. Многу и се извинувам. Ајде, живели пријатно. Фала ви многу пријатно. 22:35. Уште 10 минути на оваа тема. Добро вечер. Добро вечер. Видите, јас мислим Заев доста греши у прашање на ово судство, на закони на судството, ја знам. Колку пати професор Швртковски го упозоруваше со мали измени и дополнувања на законот можеше да се смени судски особен. Да дојде нов. Со доаѓање на нов судски особен. Готов е Јово Вангеловски. Судски совет треба да го разреши. И овој треба да го разреши. Али Караджевски не го става да не реши. И тоа, а он ајде, терај, надворешна политика, неговите министри не работеа и не работа. И не може една Десковска постојано да излекува, немаме 2 цетини. Мора да ги обезбеди. Па тие 8 пратеници што се избркани од ВМРО. Ама што значи амнестија? Да те ослободи од лезење на затвор повише од 10 години. А има да гласа. Како нема да гласа? Мора да гласа. И тука е грешка на Заев. Зошто неговите министри не работат. А он е тој што треба да пресне. Јас има тоа. Добро. Будете поздравени и пријатно. Благодарам многу. Добро вечер. Кај што гледате, воопшто не ви се вметнувам со провокација, прашање, дилеми, затоа што доволно живееме со обкружување и овој пат мислам дека имате право на чиста мисла и јасен збор и на ваши емоции. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Јас се чудам што направи Заев од него. Ова е катастрофа за него. И уопште за македонскиот народ. Како може да жртвува цел македонски народ да го спаси Бујар Османи и Али Ахмети? Ова е само заради нив го жртвува и Сојо, само да ги спаси нив. Ги испуштија лоповите. Каде му е бројчарникот? Каде е покачување на платата? Каде ништо што од тоа што обеќаше ништо не направи? Да беше некој, без обзира дали е албанец или македонец, што нема да беше од Дуј. Онаа сообраќајка што беше таму, тоа ќе беше и бизнис ќе му затворија, автобуси ќе му собереа, се заќути уште на детево му претат, само Дуј да се спаси. Тој е Дуј, финансиерот на Дуј. Значи, толку провидно. Што мислите дека ние обичните луѓе сме толку глупи, ништо не гледаме? Немокни сме. Ве слушам денеска дека го зборувате некако како го поддржавате. Не, вие можете да го опоменете дека страшно забега. Страшно се бори. Фактички он не е ни премиер, премиер е Али Ахмети и Дуј. Пријатно и се неубаво. Благодарам. Добро вечер. Ало, добро вечер. Повелете. Јас само би кажал
додека обвинет за тероризм се амнестира и гласа за промена на устав, што може да чекаме ние од другите работи. Значи, цела ова работа е аранжирана. Тоа Добро. Не можам да разберам поента, ама во секој случај си го кажете. Поентата е што пред кратко време имавме обвинети за тероризам од случајот 27 април. Тие се амнестира и тие го гласа уставот, не гласа за прекршочни казни, за нешто друго. Ако е тоа алузијата во тој правец. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер. Ало? Да, добро вечер, повелете. Сашо на телефон питошка. Повелете. Со Чомовски разговарам? Јасно, да. Прво поздрав до вас и до сите таму. Сега прво дома ќе правите дебата, па после овде или директно ќе ми се обратите? Добро. Директно ви се обраќам вас. Епа добро, ама затворете го телефонот, кажете им на вашите малку потивко, зашто тоа се оди во етер. Повелете сега. Значи, знам дека оди во етер. Потполна потршка за Сајево. Добро. И сите овие треба да се осудат до сега што се пуштат на домашен притвор, не знам каде, не знам што. И законно, за сите треба да важи. Како и за мене, така и за вас. И така и за сите останат. Дали не сваѓате што сам да кажам? Ја ве разбирам, ама не можам да се определи вечера ништо да не коментирам, да ја пуштам да на овој граѓански форум вие да говорите повеќе. Добро, ви благодарам многу, добро вечер за следниот гледач, уште 10 минути и ќе завршиме дебатата. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Ако сака македонските граѓани да се спасат, треба не едно, него 5 СЈО. А главни носители на организираниот криминал се политичките партии. И тоа не само врхушката, него малку и пошироко. Ако ми дозволите сега нешто малку и за вас. Еве, слушам. Вие се промовиравте како нова телевизија и често пати гледаме телопи тамо дека сте најгледана телевизија, секоја чест, нели? Меѓутоа ми личите на некој фудбалски клуб. Газата има многу пари, па собере најдобри играчи. Меѓутоа има проблем во техничкиот. Играме слабо? Не, многу добро. Вие сте екстра играчи, сите што сте тамо, сте премногу платени. Веројатно. Епа сега, ако сме платени, ако сме веројатно, не оди едно со друго. Не, вие сте одлични, меѓутоа сакам да кажам дека немате техничка поддршка. Не може да излезе премиерна слика, да пишува дека во прашање на режисер и тоа жена. Не може да претрчува преку камера било кој. Не може, многу технички грешки имате. Иначе нема ништо против никого од вашата телевизија. Добро. Али ова исправете го. Добро, еве оваа критика рационална, јас ја доживам како одгледач кој не следи и забележува дури и такви технички детали кои на моменти можеби се неодговорни од сите нас. Добро, ви благодарам многу во секој случај и за сугестиите и за критиките. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер. Повелете. Ке ве молам, ако сакате да ми ја
прочитате, не се гледа баш кај мене убаво. Ново СЈО и нови битки со криминалот. Аха. По одлуката, по новите законски решенија на владата за иднината на специјалното јавно обвинителство. Да. Јас да ви кажам дека СЈО не се изработи убаво работата, затоа што почна еднострано да работи. Она за да беше добра, СЈО се, за нив зборувам, требаше да оди по ред. Сите, да не бидат сите од ВМРО, него да си бидат и од ДСПС и од ДУИ. Така да немаше да се добие такво мнение меѓу народот, дека ова СЈО не вреди, дека селективна правда, дека ова, дека она, што и на крајот на краиштата се докаже и со... Еве се Саша Мијалков им е на слобода, што не го фатат, у куќен притвор ми се чини дека е. Па нели кажа дека 11-15 милиони таму евра, колку кажа, па еве им го фамилијата на Груевски, што не раши став со него, со овој другиот Канчев. Не знам, бркаат груевизмот, Груев со фамилијата, за фамилијата им е у раце и ништо не прават. Така да, по сето ова, навистина ова селективна правда и мислам дека не е добро, не покажа како што треба и мислам дека дури нема ни потреба веќе од тоа СЈО. Благодарам и се најубаво. Благодарам многу. Ало, добро вечер. Добро вечер, поведете. Во врска со темата што е предложена, би напоменала дека уште од почеток владата едно зборуваше, но во пракса не го спроведе во врска со идеите и задачите што се на СЈО. Во смисла, ако имаше правна држава, требаше господинот Заев и неговите стручни лица, правници, дипломирани и толку советници во владата, плюс сега уште едно министерство формирало, толку трошоци, толку заменици, толку директори и слично, можеше да води сметка за рокот до кога можеше СЈО да ги спроведува постапките. Тоа е една грешка негова што не може да се опрости. А за парите, па како го испуштија господин Груевски биде во Унгарија и уште да нема никој одговорен и парите кај отидува, кај е бројчање кој се враќа. Како сега има какви битки за криминал, кога имаме ние криминал со вработување со деспотизам во самата јавна администрација. Манески што викаше за реформи во администрацијата, какви реформи? После свадба трупање не бидјаваат такви реформи, што не може да ги испорачаме до рокот што е за Европска Унија. Па со кого прават будали? Само ние гледаме криминали. Никаква, немаме економски стандард, покачување на кој капитални инвестиции. Што правиме? Само се задолжуваме со обврзниците што ги прави владата. Со што не лажат? Со враќањето на ДДВ? Што? Кога? Кога народот тоне со 40% сиромаштија? Кога? Нови битки со криминалот. Кој криминал? Толку има криминал, стариот не го открива, сега новиот. Па сега СЈО треба и со новиот криминал што го имаме сега моментално во сите министерства. Па со овие деспотизмот, со вработување на лица, нели старата влада не чинеше, поради тие работи што се правева. Па новата влада истите грешки ги прави. Значи антикорупцијска комисија треба да ги прави, да го открива криминалот на новата влада, за старата стојат, ќе се одговараат. И тие не се ни спроведени правно, судски. Како се буни, зашто се буни господинот Заев, зашто Врховниот суд донел мислење? Па сигурно кога не донеле нов закон за СЈО или да го стават во оквир на јавното обвинителство. Што мислат? Дека народот е опса, дека ние немаме други правници, не ги сваќаме суштината на проблемите, не знаеме што е устав, не знаеме што е судство. Па знаеме, се знае до кога е рокот, се знае законот како се примем на член 22 од законот за специјално јавно обвинителство. Требаше они унапред тоа да го предвидат, а да не вработуваат кадри пред изборите за Република на Македонија. На Северна не е битно, сега не навлегувам, тоа е друга тема. Криминалот е голем, само народот страда и сиромаштијата кај народот. Зашто не се стигна доле да види како народ нема што да јадат?
од нивниот криминал што го прават, дали претходните или сегашните. Зашто доби на парламентарните избори и на локалните? Тоа што да го симне криминалот, да може да одговара, сите се вратат тие милиарди што кажуваат дека се украдени. А сега новите милиарди украдени, кои ќе одговараат новите лица, што се исто деспотизмо и така натака. Па антикорупцијска комисија не знае сега што да прави од толку криминал. А за судството? Нешто препознавам некој речник и вокабулари, ама добро, во секој случај имате можност да го кажете своето. И тука некаде уште еден гледач мислам дека имаме. Добро вечер. Добро вечер. Само 10 секунди преска ме прекинавте. Да кажам дека државава во Европа ќе напредни од следниве услови. Прво, професорите по историја, наставниците по историја и учителите по историја во цела Македонија да се сменат, да не постоат. Зашто? Тие учеле историја, сега новава историја што ќе доаѓа од Грција и од Бугарија, не е знат тие, не е учелета. Така да ќе си донесеме од Грција и од Бугарија историчари и да почне државата да крени со наукава и така во Европска унија ќе не примат. Тоа пред ја го испушив, извини, молим те што се јавив повторно. Тоа баш и не е многу коректно, ама оставам да проценат другите гледачи. Добро вечер. 22:51 се приближуваме кон крајот на овој блиц граѓански форум, но со доста наталожен гнев и незадоволство кај дел од граѓаните. Добро вечер за последниот гледач на граѓанскиот форум, кој е насловен со ново СЈО, нови битки или обратно. Каква судбина ќе има актуелното СЈО после новите законски решенија што се поминати на влада и треба да бидат усвоени доколку се обезбедат 80 гласови. Внимавајте, двотретинско мнозинство. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Само би се приклучил кон ова што госпоѓава претходно го кажа и за сето тоа е во право. И уште нешто да предодадеме кон тоа. И онака до сега никој од тие што се спомнува и што се кажува дека треба да се во затвор не се и пари не се вратени. Која е поентата да се продолжува и специјално обвинителство и сите попратни структури што треба да се постават. Ама вие да не забораваме дека СЈО одигра важна улога барем во однос на осознавањето на девијациите кои и човечки, и политички, и економски, и криминални. Да, тоа е точно. И не сум сигурен дека вината можеме да ја прекршиме на СЈО, иако многумина се повеќе имаат забелешка на однесувањето на дел од нив, но како и да е, тие ќе бидат една иницијална каписла од која или ќе продолжиме со битките, или ќе се закопаме во нашата немок. Да, меѓутоа тоа не е решение. Закопување во немок не е никакво решение. Ние како помлади во оваа земја бараме решение. Ајде да го дефинираме, иако не сега, овој крајот на оваа емисија. Што е решение? Па решение е да се одговара за сето криминално што е направено, да се одговара. Тоа што може да се конфискува и да се врати. Да се превенира тоа да не се случува во иднина. Најбитното е да се врати тоа што може да се врати. Огромниот капитал што излезе од таа земја, од оваа земја, ќе има потешкоти да се врати, меѓутоа сигурно еден дел може да се врати. Барем во она што е докажано во постоечки фирми, во актива
во недвижности и тоа е најбитното е да се врати. Па потоа да се одговара за тоа. И да се постават закони да се превенира тоа да не се случи во иднина. А најбитното од се е тоа што тие што треба да одговараат поседуваат толков капитал и вие заедно со уште 10 најде, може сте и 20 новинари, толку жолчно го покажувавте тој грабеж, тој капитал што го поседуваат. Сега со тој капитал тие се во можност да ги подкупат сите релевантни фигури кои тоа го посочувале, жолчно го кажувале. Да не кажам, можете и новинари да подкупат, и суди, и други политичари, и други бизнисмени кои се врзани со оваа политика и со нивната. А никој веќе за тоа не зборува. А најмногу треба да зборите вие 10 на 15, 20, ајде, што сте со така поголемо искуство, со упатеност во сите работи. А сега веќе некако никој за тоа не зборува и никој не посочува дека практично секој може подкупен да биде во моментов. Пошто ништо од тоа што е земено не е вратено, или да е вратено е 0,1%. Се надевам се служувате со тоа што го кажуваме и дека ќе даете допринос. Не мора во оваа емисија да се чуе, барем во наредниот период, како да се направи се ова што го предлагаме. Добро. Како и да е, ние ви пруживме една пружаме една медиумска платформа која не е новитет на овие простори, но се надевам дека ќе ја доживеете како своја, искрена и доблесна, и на тој план ја лично како новинар ќе истраам да овие линии бидат достапни до вас, без оглед колку на моменти ќе се загреат, прегреат и така натаму. 22 и 56, за жал, морам да ја превршувам емисијата, за неколку минути ќе почне последната рунда од најновите, односно прегледот на вестите, и му велам добро вечер на последниот гледач во овој вторничен граѓански форум. Добро вечер. Добро вечер. Ало, добро вечер. Добро вечер. Говорете. СЈО треба да постои и сите криминали да ги осуди. Ама на СЈО новата власт му го свитка, го направи така, а што не беше лажно, што беше сите за СЈО дека практика стигне, дека сите криминали откријат, на крај сето го платичниот граѓан. СЈО си зима плата, парламентарците си зимаат плата, а обичниот граѓанин страда. Само го гласање за друго ништо. Се обеќа, а не исполнува. Каде беа да сетат кога се скапуваат сите? Кога се скапуваат сите? Тоа не ги интересира, а сега ќе одеве од село, од град. Зошто ни се? Не ни требаат. Ни треба правда, ни требаат закони. Секој што украл од самостојување Македонија. Ние немаме право. Ние имаме само лажачи, навредувачи, друго ништо не постои од Македонија. Кој функционер е затворен? Да, Турко, да, Ѓорѓевски, да, Чковски, да не ги редам поранешни функционери. Никој. Кој Белогради, сиромавиот остана сиромав, они се збогат без потима, а народот нека трпи и нека умира. Едно дете болно не го помогна. Добро, ама мислам дека има, ве молам, мислам дека има
еден општ негативен набој кај вас во кое, знаете како, сите ни се криви, а ние сами кон себе не знаеме да изградиме однос. Сега, ни едно дете, ни еден работник и така натаму. Тоа не е логицирање во оваа дебата. И морам да признам дека можам да ве разберам во жестината на говорот, но не можам да си дозволам на овој начин и покрај тоа што сите го знаеме, на овој начин паушализми. Паушализми од тоа ни едно дете, никој не е помогнат, сите сме сиромашни и така натаму. Има некоја фактографија, некои познати податоци и така натаму. Добро, поштувани гледачи, ова ми се чини дека е прилично јасен знак на дел од расположението за сите тркачи во политичката битка што ни престои. Без оглед што ќе бидат председателски избори, сите кандидати ќе треба да се соочат со значаен дел од акумулираната реакција и незадоволство кај граѓанството. И мислам дека овие граѓански форуми се добар коректив за луѓето и за водачите кои обично добиваат една колоритна слика за Македонија, веројатно од своите соработници и од своите шетања, при тоа ќе морат да се занимаваат со длабочинските состојби, особено откако овој процес на битката против криминалот ми се чини дека влегува во свој еден нов курсок во оваа посттранзицијска Македонија. Поштовани гледачи, од мене вечерва толку. Ако не сум ви издодејан, можете да ме гледате и во четврток и тамо ќе имате можности да дебатирате со таа разлика што наместо гневот врз мене или пофалбите за телевизија, тоа да го соопштувате сочувајќи се со дел од нашите соговорници. Пријатна вечер, се гледаме.